Досега институциите не одговориле на итните барања на антикорупцијска комисија за скандалозниот случај Леонардо, поврзан со поранешниот генерален секретар на владата за набавка на радарски системи за МНАВ. До сега немаме одговори. Ние ги испративме нашите барања некаде крајот на минатата недела и понеделник, значи почетокот на оваа недела, што значи, претпоставувам, имаат законски рок од 15 дена, претпоставувам дека ќе си го почитуваат тој законски рок, дека нема да го надминат тој законски рок, меѓутоа некакви брзи одговори не сме добили. Договорот за набавката со италијанската фирма остана лист и пред во него да се вклучи Рашковски, но сомнително е доцнењето со исплатата на траншите за кои државата плаќа високи камати, вели председателката Билјана Ивановска. Договорот останал ист, освен што времето за повлекување на траншите е надминато. А за надминување на времето, за ненавремено повлекување на траншите се плаќаат многу високи камати. Скандалот изби откако беше објавена снимка на која се слуша како генералниот секретар Рашковски договара детали за проектот вреден над 7 милиони евра и изборот на италијанската фирма Леонардо. Случајот антикорупцијската го отвори во август, ама во декември обвинителството на чело со Рускоска одлучи дека нема основа за гонење на екс-генералниот секретар. Пред неколку дена обвинителството отвори предистрага и за случајот со набавката на софтвер за сообраќајни прекршоци, уште еден скандал со Рашковски. Дилемата во јавноста е дали и тој ќе биде затворен како Леонардо, односно дека екс-генералниот секретар ќе куртули и додека Рашковски е во центарот на вниманието кај јавноста, тој со семејството одмара во Мексико до крајот на месецов.